Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е професорот Енвер Ајдини, еден од основачите на наставничкиот пленум. Господине Ајдини, во пресред на новата учебна година, што очекувате дека годинава ќе им предизвикува најголема главоболка на просветните работници? Битно е што убаво почна, нешто што не болеше повеќе години, се тргна од страна на самото министерство, екстерното тестирање. Сега мислам не е единствената болна точка кај образовниот систем во нашава држава, има и други работи кои би требало да се решат. Јас би спомнал 2-3 работи, има повеќе, да не претерувам, а побитни се, као прво, од тоа што читам и што слушам од самите наставници, не за жал, ама покачување на плати, што навистина плативи се ептем мали, секогаш ни обеча дека ќе ни покачат плати, а веќе од 2010 навака нема никакво покачување. Потоа, исто интересна ова дневникот, електронскиот дневник, по сите дебати и случувања во наставата, тој сите наставници сака да работат само со еден дневник, дали е тоа електронски или регуларен дневник, ама нормално би е попрактично со регуларниот, што се работело и пред да се наведе и електронски дневник. Овие се некои точки, плюс има проблеми како што се Кембридж проекти, да се укине или да не се укине или да се смени нешто во тој Кембридж проект. Има и други, учебници ни се тема лоши, не дека се лоши, да оставиме таа техничка страна на самите учебници, само во времето кога ги уведува бесплатно за учениците, беше вака наведено дека на секои 2-3 години ќе се менуват заради застареноста и од самата употреба ќе се нема да бидат више практични за учениците, а плюс тоа, што е многу битно, секогаш фалат учебници. Ако во класот има 34 ученика, ќе зима 20 и 14 остануваат секогаш без учебници. Тоа како ќе се снаоѓат тие, дали ќе фотокопират од своите другари ученици или на друг начин, тоа е. Овие се, од прилика, побитните така, ги има и повеќе. Дали укинувањето на екстерното тестирање сега очекувате дека ќе ги подобри на вистина состојбите или можеби, како што тврди опозицијата, ќе ги отвори повторно вратите за влијание на родителите врз наставниците за создавање на, како што тврдат тие, паралелки со лажен просек 5.0.0? Кога постои наставнички пленум, не дека е само став на наставнички пленум и мој личен став, екстерното тестирање, мислам, не беше никако показател на тоа, за вреднување на ученици или вреднување на самите наставници. Самиот модел беше погрешен на тоа екстерно тестирање. Не беше реален и не беше објективен. Претходната власт сакаше со едно екстерно тестирање повеќе да уведе заплашување кај самите наставници, дека ќе бидат вреднувани и после тоа ќе бидат можеби и казнати или наградувани. Замислете еден тест од 45 минути, што време траено, тоа е толку на едно такво тестирање. Оценка од тоа тестирање е побитно од една оценка на наставник што работи со ученикот цела година. Екстерното тестирање, со екстерното тестирање дојдоа и некои лоши закони во образовниот систем. Ја ќе спомнам само две, додека постоеше екстерното. Беше законот за наградување и казнување на наставниците, а имаше уште еден чуден закон, законот за заменски наставници. Ако случајно не сме задоволни, и немаме други решења освен излегување на штрајк или на протести, со тој закон може слободно да се заменат. И уште еден закон ќе спомнам,
значи законот за професионален и кариерен развој на наставниците, што беше поврзан со екстерното тестирање. Што значи ако наставникот 2-3 години има лоши оценки во лошо вреднува, значи нема шанси за професионално и кариерно да се развие. Затоа мислам дека со публикување на екстерното само ќе добие образовниот систем во нашата држава, нема да изгуби ништо. Значи само квалитетот на самото образование и ќе се подигне и кај учениците, па и кај самите наставници. Кои се вашите барања што ќе ги адресирате до Министерството за образование за новата тековна учебна година? Право да ви кажам, значи има многу барања. Баш пред да дојдам во емисијава, прочитав околу 80 барања. Значи барањата се поделени така, значи на оделенска настава, на предметна настава и на средно образование. Значи јас и пред тоа спомнам, значи едно од барањата што е кај сите наставници, значи од основно и од средно, значи као прво и битно барање, значи покачувањето на плативе, значи тоа е најбитното. Плюс се спомнува, штом сме кај плативе, се спомнува и таа 13-та плата, значи да се воведе, значи или ако не 13-та, па К15 или така слични некои примања да ги имаме. После тоа, значи, е многу битно, значи, проектот воведен во оделенска настава, значи, Кембридж проектот. Наставниците барат или да се укине тој проект, или истиот проект да се смени. Значи, немат против самиот проект, но проблемот е што немаме услови за тој проект да го тераме до крај. Значи, проектот се однесува на предметот математика и природни науки, но нормално тој проект да биде до крај завршен, треба услови, лаборатори, други услови што се ептен потребни. Сега не можеме ние да бидеме Финска, ако во Финска Кембридж проектот е успешен, но таму и условите се, тоа е болното во нашата држава. Се донесува некоја реформа, а пред да се обезбедат услови за тие реформи или проекти што се интересни во други држави. Пред да се донесат реформи, кај нас исто едно барање што ќе ја поднесеме во Министерство. Министерството, пред да се донесат реформи, да се консултират со нас. Што значи целата реформа да оди во јавна дебата, кај што ќе бидат приклучени сите, што значи и ученициве, и ние наставнициве, родителиве, па здруженија и така натака. Ако во ова јавна дебата се усвои или се прифача една таква реформа, па зошто и да не оди. По протестите се доби впечаток дека дел од просветните работници се незадоволни од работата на синдикатот. Зошто? Па вака, па така и настанавме ние како наставнички пленум, од штрајкот организиран од СОНГ, тука беше јануари 2015. Излеговме многу незадоволни, од начинот како СОНГ ги решаваше проблемите во образовниот систем кај нас. А што беше најчудно, без да се усвојат нашите барања од страна на Министерството, јас памтам, после полноќ, во некој си состанок меѓу министерот и председателот на СОНГ се договориле за тоа, за еден краток период, само да се укинат казните за наставници. Не беше тоа за стално, за тој период додека траеше штрајк. Ова година нема да ве казниме, ама ќе ве казниме другат. Законот кој закон за казнување, вреднување не беше тргнат, исто и законот за развој за професионален развој и кариера на наставникот исто не беше укинат. Сите реформи донесени од страна на Министерството, синдикатот ги прифачаше. Може би од време на време ќе го подигнеше гласот за нешто, и пак на крај ќе се договори и ќе остана истиве работи несменети. Затоа ние тогаш одлучивме да направиме некоја организација друга, мислам, така настана пленумот, каде стварно би се бориле за нашите права, различно од СОНГ.
Дали тоа значи дека се уште сте незадоволни од работата на СОНГ? Да, јас сум одчленет од СОНГ и во овој СОНГ, со ова председателство и со овие луѓе, мислам, јас никогаш не би се вратил во СОНГ. И затоа право да ви кажам, размислуваме, да преминеме на некаква друга организација или да се формира, постои уште еден синдикат, помал од СОНГ, но зашто да нема и трет синдикат, па главно ние, тој синдикат без разлика како се вика СОНГ или МЕСО или не знам што, главно да работи за нашите потреби и за нашите барања. Нашите барања да ги прифача во секој време. Тоа е најбитно. Едно од обвинувањата во јавноста беше дека во образованието најчесто се вработуваат партиски војници кои се и неквалитетни и непрофесионални кадри. Има ли вистина во ваквите обвинувања? Политичкиот систем во државата, само од поодавна, без разлика нема да спомнам ниту една власт, можам да кажам како наставник многу лошо влијае во самиот образовен систем. Како прво, вработувањата, одат партиски. Веćината од вработувањата. Именувањата на раководни органи се исто партиски. Еден мал дел од наставници што не се политички определени, не можат ништо да сменат, а тука е и она професионализмот, други се политички вработувања, друго да вработиш некога, со отворени конкурси, професионално да се гледат сите точки, потребни за вработување на еден професор или наставник во училиштава. Замисли сега стануваат наставници, завршил, да кажеме, во јуни завршил студии, во септември почнува со настава. И плюс се млад, и плюс и неискусен, и непрофесионален, такви кадрови, за жал, моментално работат во нашето образование, во нашите училишта. Тој политички систем, секојаш би рекол да се тргнат политичките вработувања и политичките именувања, раководните органи нека се бират од самите нас, од наставници. Ви благодарам за разговорот. Благодарам јас. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.